Она што посебно ме фасцинира кај работата на браќата Манаки е нивната техничка напредност во тој период, односно имајќи го на ум сознанието дека работеле во период кога Македонија и целиот Балкан бил во турско ропство и најголем дел од населението се занимавало со земјоделие и сточарство и слично. Многу интересен е тој временски дискурс како двајца браќа од село кои што некако се дограбиле до некоја технологија. Мислам дека почнале буквално да го менуваат животот на новија простори, документирајќи ги, внесувајќи ги тие нови технологии меѓу луѓето. И да не забораваме дека тоа се случува 10-15 години после појавата на филмот воопшто, што го зголемува нивното значење многу повеќе. Многу напредни држави уште немале филмски творци кои што работат. Тоа е еден од главните дискурси. На страна работите кои што ги документирале, кои што ги снимале, кои што се историски документ денес. Добар дел земени во светски колекции, од светски истражувачи, валоризирани и слично, што е навистина чудно за една толку мала земја да има такво богато творештво од некој творец. Мене лично ме фасцинира работата на браќата Манаки со тоа што ја следат трендот и развојот на техниката и технологијата. Они започнуваат со отворање на филмско ателје, кое првично се занимаваат со фотографија, потоа набавуваат камера со која што снимаат и имаат свое кино, кое се одвива на отворено, кое е направено на 26 август 1921 година, а потоа после 2 години отвораат и зграда во која што ги се одвиваат проекции на затворено. Функционирало до 39 година, каде што биле прикажувани најголемите спектакли од тој период. За жал, во тој период било многу потешко да се работи отколку денеска, бидејќи со дигитализацијата ни е доста овозможено многу полесно да се прикажуваат филмови. Техничкиот дел бил доста потежок за работа, со тоа што работеле со материјали кои што биле запаливи, нитратна лента, каде што денеска истата таа лента се дигитализира. Браќата Манаки за мене секогаш се поврзани со кинотека. Тука првпат ги видов и бев фасцинирана од тоа како изгледа филмскиот материјал што е сочуван овде во кинотеката. Неминовно е да зборам за историските детајли, за било какво непроценливо богатство што тие го представуваат, но за мене секогаш ќе представуваат еден филмски материјал кој има фасцинираше и кој секогаш повторно можам да го прегледувам и однова ќе најдам детали кои ми се интересни или значајни или вреда да се погледат повторно. Браќата Манаки се луѓе кои исклучително ги почитувам и тоа повеќе причини. Првата причина се разбира е дека биле првите на Балканот кои ја препознале моќта на новиот медиум што доаѓа и решиле да набават филмска камера, нели позната е таа приказна дека во павилјонот во Букурешт на светската изложба виделе кинопроекција, веројатно имале можност да проследат кинопроекции на патувачките проектори што пуштале филмови во Солун и во Битола во тој период. И ја набавиле таа фамозна камера 300, дали од Париз и од Лондон. Македонската филмска историја се уште не утврдила точната локација. Исто така и точната дата е спорна, дали 905 или 906, но тоа и не е толку важно. Важно е дека биле исклучителни професионалци, значи тоа е втората работа за која заслужуваат почит. Пред се биле одлични фотографи, нивниот фотографски опус е неспорен, значи имале ателјеа во Јанина и во Битола на Широксокак, а од таму, како одлични фотографи, знаеле добро да ги компонираат композициите на кадрите и во нивните филмски снимки. Се разбира, снимале со статична камера во тој период, бидејќи не било можно да се снима на друг начин, но на што го оставиле е на трета компонента која заслужува исклучителна почит, бидејќи постојат и во европски рамки сниматели кои снимале во истиот период, но нема ниту еден толку значаен
се вкупен опус како што имаат браќата Манаки, бидејќи успеле да снимаат материјали што не било можно да се видат на друг начин. Значи, почнувајќи од нивната 114 годишна баба Деспа или Деспина, која преде во нивното родно село Авдела, па сите тие елементи на влашки носи, влашки каравани, номади и така натаму, до посетата на султанот Решат Пети на Битола и на Солуни на Битола, посетата на романската делегација и така натаму, и така натаму. Значи, еден исклучително вреден документаристички опус, кој нема пандан во европски ниво светски рамки. Филмските архивисти на кинотеката успеа пред се со преголема љубов, потоа и со висок професионализам, да ги зачуваат и реставрираат филмските материјали на браќата Манаки и несомнено со тоа и ние како кинотека спаѓаме во дел на таа голема светска филмска ризница. Јас имав за чест да ги прикажам филмските материјали и во Тирана. Коментарот кој го добив од тамошната директорка на кинотеката беше камо да имавме среќа, ние да имавме ваква благодет и 50-минутната проекција да биде навистина една од најинтересните представи кај нив, а да не заборавиме да напомнеме дека услов за постоење на филмски архив се зачувувањето на два законски обврзани фондуса. Тоа се кај нас несомнено браќата Манаки и Македонија во стики на Арсен Јовков од 1923 година. Но без таа посветеност и љубов на филмските архивисти, верувајте, забот на времето ги брише тие стари филмски материјали и ние сме денес многу горди на опусот на браќата Манаки. Како битолченец пред се, уште од младоста сум живеел со Манаки, а од почеток беше Милтон Манаки, потоа се отвори како за браќа Манаки, како што беше и тоа беше многу интересен момент, период и во историјава каде што прво браќата Рајцо авионите, браќата Лимиер со филмот и на крај браќата Манаки овде кај нас да снимаат на Балканов и да ги имаме овој визуелен времеплов, како рекол кој од тоа време за историјата, за воопшто за корените, за што како се случувало, што е променето, што не е. Битола повеќе помалку како било, што било, се уште како се препознаваат топонимите, топографијата, луѓето, зградите и така натаму. Браќата Манаки навистина ги чувствувам како нешто што цел живот е тука негде покрај мене. Не знаејќи уште од моето живење во Битола, па се до доаѓањето во Скопје овде и влегувањето во кинотека, каде што навистина мислам нема поголем културен споменик, а и уметнички до некаде во однос на естетските вредности на нивните снимки. Така што сватам големината и значењето на нивната работа со доаѓањето во кинотека и со работата врз нивното дело и врз се она што потоа следи од нив. Така што не знам, нешто како некоја далечна родбина и временска и просторна. И исто како што ги третираме и сите културни, општествени дејци, херои и така натаму, сметам дека и Манаки спаѓаат во некоја таа категорија на нешто што е толку битно за нас и како луѓе, и како народ, и како корен. За мене снимките од браќата Манаки се како семеен албум, значи затоа што генерално помалку или повеќе сите ние сме израснале со нив. Меѓутоа, подлабокото нивно запознавање го стекнав во 95-та година кога се подготвуваше нивната прва реставрација, значи првата реставрација на снимките на Манаки. Дојдов како млад филмолог во кинотеката да работам, а постарите колеги веќе работеа во монтажата, па можев да се шмугнам од време на време кај нив и да дзирнам како иде
како го тера тој процес кој што потоа продолжи во унгарската филмска лабораторија на реставрацијата на овие материјали, односно и идентификацијата на овие материјали работеа Игор, Кире и Јонче, и тоа ми беше онака прво едно сериозно искуство и навлегување во оваа проблематика. Интересно е тоа што секогаш ни треба некој од страна да ни објасни која е вредноста на она што го имаме. Така да постојано странци или луѓе кои што ги гледале овие материјали ни го потврдувале истото. Ова се врвни материјали со огромно историско и кинематографско богатство. Кога би размислувал за браќата Манаки, претпоставам дека тоа е еден значаен сегмент во македонската кинематографија. Непосредно и мене ми делува, да речем, за мојата истражувачка работа која работам во кинотеката на филмолошка обработка, есеистичка, на некој начин ми помага при моје, да речем, создавање, без разлика дали станува збор за македонски филм, за македонска филмска критика, филмолошка обработка на европски филм, и мислам дека имаат значаен трак и не само во македонската, туку и во европската кинематографија. Браќата Манаки големо значење имаат, така што јас првпат кога дознав за нив, ми беше нешто као вау, не знаев дека имаме некоја толкава историја за филмографија кај нас и за филмот во Македонија. Кога дознав всушност дека тие се едни од првите луѓе кои започнале да експериментираат со камери да снимаат такви обсервацијски кадри, и кога ги гледав првпат тие делови од историјата кои биле опфатени секојдневното живење во тоа време, многу ме изненади и многу ме заинтересира, така што ме натера да бидам инспириран од сето тоа што постои како македонска кинематографија. Значи, јас за Манаки, иако не знам многу, сакав да им искажам малце повеќе за нивниот живот и дознав дека еден од браќата, подоцна Јанаки, бил тој што бил професор по цртање и преку тоа сакал да се отвори предавница за фотографија и преку фотографијата го запознал филмскиот свет заедно со неговиот брат преку еден филмски фестивал во странство. И тоа така ми беше многу интересен факт, зашто исто многу слично ја така се запознав со филмската индустрија и се добив мојата желба исто. Ja, na početku ne znam ništa za bраќата на Манаки и се готвих да се изсакам да истражам повеќе за нивниот живот, нивното дело, нивното место во историјата кај нас и се надевам дека и запознам многу подобно што сега знам. Не знаев многу за браќата Манаки, се додека не дојдов на филмската училница, каде што научив доста за историјата на филмот и за нивното значење, како тоа што во нивните филмови се гледа секојдневието во тогашниот период во нашата држава. Нивното дело е значајно и за нас денес, бидејќи да не биле они не би знаеле како изгледале значајни настани во минатото. Затоа и денес имаме фестивал за нив со името нивно, нели, Манаки. Првите фотографии и сниматели на Балканот се од голема инспирација за мене како личност и како студент. Најинтересна ми е полемиката околу нивното творештво, дали навистина се уметници или само бизнисмени кои што нашле начин како да заработат пари. Манаки се символ за целата кинематографија на Балканот и секогаш кога се зборува
за старите филмови, за фотографијата во Македонија и на Балканот, ние ги спомнуваме на прво место се браќата Манаки. Манаки мене ме интересира пред секако фотографии, затоа што тие во главно се фотографии, затоа што започнале со фотографии, завршиле со фотографии, професионално цел живот се занимавале со фотографија. Филмот, онака да не кажам, аматерски го работели, иако имаат врвни достигнувања во документаристиката на почетокот на 20 век направено. И тие како тандем, како и браќата Лимиер, како тандем се надополнуваат еден со друг. Како карактери се доста различни, така да од моето истражување најдов на многу податоци за нив од нивниот живот. За нивните карактери, например, зборува една анекдота што самиот Милтон ја раскажувал, кога го отвориле киното, Јанаки купил еден ковчег, една кутија дрвена во која што требало да ги чуваат парите што ќе ги собираат, и се на место каде што требало да го напише само името, тој напишал да не умрам додека не те наполнам, Јанаки. А Милтон кој го видел тоа, допишал да не умрам додека не те потрошам, Милтон. Значи по-боемски тип бил Милтон, но не дека не бил исто креативен како Јанаки. Така да во самите карактери тие имале и големи успони, големи врвови, падови, како и приватно, емоционално. Живееле во доста во голема сиромаштија, живееле во некои периоди, во некој, така да кажеме, малку по-комотен живот имале. Како и да е, тие се многу значајни не само на Балканот, туку и во Европа и во светот за кинематографијата и за фотографијата воопшто. Ние преку нивните дела учиме за многу работи кои што се случувале во тој период на Балканот, а Балканот како и сега, така и тогаш бил место каде што многу политички превирања, многу реформи се случувале, така да тие можеби најплодниот период и во филмот и во фотографијата го направиле за време на турското владење, отоманското владење на Балканот, кога го направиле нивното ремек дело посетата на султанот Решат Петти во Солун и во Битола, така да Првата светска војна, Младотурската револуција, така да многу светски настани се случиле во тој период, кои што Манаки не останале имуни, не останале настрана од сите тие случувања, така да имаат големи фотографски серии, а од некои од тие случувања имаат и филмски записи оставени. Така да тоа се едни имиња кои што навистина го заслужуваат се тоа внимание што ние секојдневно се повеќе и повеќе им го даваме. Мојата фасцинација кон делото и животот повеќе на браќа Манаки е она што се случува од тој период, негде травматичен период за нашите луѓе, за нашите култури овде што живеат. Востанија, Младотурска револуција, балкански и светски војни, и во целиот тој период браќата Манаки творат, оставаат трага некои документи кои што се многу значајни за нашата историја, па и кинематографија. Нашата кинематографија, да речеме, прилично се труди да му се одолжи на делото на браќа Манаки, создадени се документарци, се реставрираат нивните филмови, но јас многу повеќе би сакал или би бил среќен да видам и некој филм игран или краток, инспириран од нивниот живот, бидејќи имаат прилично возбудлив живот, тие се дел, да речеме, од, така да се каже, некоја буржоазија, сепак добро стојат во тој период, потекнуваат од некое добро стоечко семејство, и кога доаѓаат во Битола и секаде каде што шетат, и двајцата се прилично луѓе со битолски речни кажано кабадаи, уживаат во животот. Милтон повеќе шета низ Балканот, а Јанаки скоро цела Европа ја прошетува, има еден богат живот. Јанаки е прилично и уметнички образуван, значи ево дослуг со сите тенденции во уметноста кои што се случуваат тогаш, не само во филмот, туку и во сликарството, и многу би сакал да се направи некој истражување, па и филм инспириран од тие нивни доживувања, не се тие само луѓе кои што
добро си го работеле тој занает, туку биле дел од едни убави уметнички движења, така што, нели, како што во грчката кинематографија Тео Ангелополос им се одолжи на некој начин со погледот на Одисеј, ги стави во лично битна улога. Кај нас во нашата кинематографија повеќе имаат статисти, улога на статисти. Во еве, например, последниве 20 години во 2 филма можевме да видиме некои епизодни ликови кои што наликуваат на едниот или другиот брат, до Балчак и Прашина, за нив, за тие филмови мислам, гледаме некои ликови кои што подсетуваат физички на нив и држат фотографски апарат, но никогаш не се изборија овие двајца важни ликови во нашата, да речеме, културна историја за некој побитна приказна инспирирана од нивниот живот, а верувам дека има многу такви убави приказни кои што би можеле да и се приближат на, да речеме, популарната култура денес. Браќата Манаки се вечна инспирација на македонскиот филм воопшто и не само на македонскиот филм. На фестивалот меѓународен во Истанбул бев сведок за тоа како и турците го браќата Манаки нивното творишто ги посвојуваат и тие имаат исто така право на тоа. Од друга страна грците истото тоа го прават, го правиме и ние бидејќи во Битола живееја. Милтон ги даде своите огромни придонеси филмски токму во Битола и во околината на Битола, но воопшто браќата Манаки се навистина еден балкански феномен. Вечна инспирација на авторите, тие инспирира и играни филмови, инспирира и автори да пишуваат за нив и филмски сценарија, а јас исто така имав можност да напишам и еден текст кој е филмован во еден краток филм кој се вика По повод Манаки. Она што имам да го кажам по повод Манаки е тоа дека манакиевци се нашата вечна филмска инспирација, нашиот трейдмарк, нашата кинематографска заштитен знак.